има остварено контакт со 109 лица кои што ги имаат дадено предлозите и барањата. Би сакала да ви информирам дека најголем процент од нив се однесуваат на здравствени дополнувања и потреби кои што им се неопходни во овој момент или пак им бидат потребни во периодот кој што следи. Во текот на летните месеци и за да се избегнат жешките температури, значи високите температури и да се избегне значи активирањето на цели семејства кои што ги носат на физикална рехабилитација во Кочанската болница или на скопските клиники. Значи дојдовме на план и на идеја да се организира значи во одморалиштето на МВР во Пониква, кој што ни е ставено на располагање во соработка со владата на Република Македонија, да може да се направи таа рехабилитација во малку поинакви услови, да се направи ресоциализација, да им се пружи психолошка подршка. И тоа е замислено со активирање на медицински тимови кои што ќе бидат достапни 24 часа. Значи замислено е на група, ќе бидат поделени во групи кои што ќе се ротираат на 2 недели. Значи првата група која што ќе стартува се повредените кои што веќе обавуваат физикална терапија во Штипската и во Кочанската болница. Исто така ќе имаме и пациенти кои што имале само изолирана инхалаторна повреда, нема да изоставиме никој, значи ќе бидат комуницирани сите пациенти, ќе им биде понудено на сите, значи и ќе ги добиеме значи нивните желби и можности за како би сакале да се одвива физикалната терапија. 10 региони до сега се евалуирани 167 пациенти. 5 пациенти се уште се хоспитализирани во нашите болници, а 5 пациенти се уште се на лекување во странство. Стана неевалуирани 8 пациенти кои што се со привремен престој или живеалиште исто така во странство. Здравствената состојба на пациентите се евалуираше врз база на анамнестички податоци, врз база на клиничкиот преглед, како и доставената медицинска документација. Се земаше во предвид тежината и типот на повредата кај пациентите, меѓутоа поглавно и моменталната состојба на пациентите, како и потребата од понатамошно лекување, рехабилитација, како и дополнителни оперативни заштити. Група како најтешка форма. Според класификацијата, во група 1 се 36 пациенти, во група 2 49 пациенти. Третата група припаѓаат 41 пациент, во четвртата група се 25 пациенти, а во петата група 16 пациенти. На сите пациенти им се дадени насоки и препорака за понатамошно следење и лекување. Сметаме дека е потребен мултидисциплинарен пристап во третманот и лекувањето на овие пациенти, како и нивно понатамошно следење. Исто така, сметаме дека е потребно повторно за одреден временски период да се направи евалуација, се со цел да се превенираат или рано да се препознаат можните компликации од различните типови на повреди кај овие пациенти. Како влада континуирано да продолжиме со поддршка на сите повредени во оваа трагедија, да ја избегнеме политиката, да оставиме на страна, да информираме јавноста транспарентно за сите чекори кои што ги превземаме, затоа што ова не е краткотрајна поддршка, ова ќе биде процес кој што ќе трае, а владата мора и е свесна и ќе обезбеди целата максимална поддршка која што има потреба. Благодарам. Пациенти со инхалаторна повреда, како и го земаме моментот со психолошката травма. Пациентите според класификацијата и групите, тие пациенти што се во четврта и во петта група, очекуваме дека дефинитивно ќе им биде потребно продолжено лекување, а кај дел од нив и оперативен хируршки третман. Особено се однесува на пациентите што се во петтата група. За сега не е благодарно да се каже колку време би траело тоа нивно лекување, меѓутоа станува збор за еден подолготраен